некому може би му изгледа чудно и се прашува зошто Стопанската комора толку често и толку многу пати го поставува во јавност прашањето за цената на струјата. Пред мен имам конкретни податоци за сметката за струја за една компанија членка на комората. Иако во јули годинава компанијата потрошила нешто помалку струја од јули минатата година, сметката за струја годинава е скоро 6 пати поголема во однос на ланскиот јули. Лани за јули платила околу 1 милион денари, годинава за јули 6 милиони денари. Прашањето е кој бизнис ќе го издржи ова и до кога? Според Централниот регистар, во текот на 2021 година, од Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица се избришани околу 7000 правни лица, а во 2022 година, според моментно објавените податоци, веќе се избришани 5324 правни лица. Поентата е дека со оваа динамика на бришање, оваа година ќе се избришат повеќе правни лица од што минатата година. И со вакви цени на струјата, уште колку компании ќе го стават катанецот на вратата во периодот што следува. Во овој момент нема поголем проблем за македонската економија од проблемот со цената на струјата. Затоа, веќе повог временски период, Стопанската комора се фокусираше толку на ова прашање, организираше работни средби со представници од разни надлежни државни институции, во јавноста предложивме редица мерки, тие ви се исподелени денеска, повторно, и го чекаме одговорот на владата и државните институции. Владата мора да најде избалансирани решенија кои ќе му овозможат на бизнис секторот да преживее. Ако тоа не се случи и многу фирми се затворат, тогаш и многу работни места ќе се изгубат. Ако луѓето останат без работа и без плата, нема да можат да платат сметката за струја, колку и да е таа субвенционирана од страна на владата. Патем, да истакнеме дека прашањето за цената на струјата не е актуелно само во моментов, туку е важно и за воиднина. Да земеме еден едноставен пример. Да предпоставиме дека во сите земји од нашиот регион има по една фирма која што произведува ист производ и тие фирми се конкурираат меѓу себе. Ако предпоставиме дека сите тие фирми имаат ист трошок за сите ставки што ја градат цената на тој производ, освен кај ставката што е цена на електричната енергија, тогаш производот на македонската компанија ќе биде најскап и најмалку ќе се продава. Според расположливите податоци од разни извори, цената на струјата за компаниите во сите други земји од регионот е пониска од нашата и тоа ги прави нашите компании ценовно неконкурентни. Со други зборови, цената на струјата не е само тековно актуелно прашање да се преживее, туку е и прашање на долгорочна конкурентност на македонските производи и услуги. Да заклучиме, цената на струјата е најважното економско прашање во моментов за опстанок на македонскиот бизнис сектор. Затоа очекуваме владата што побрзо да ги прифати предлозите објавени во повеќе наврати од страна на Стопанската комора и да преземе чекори за нивна примена. Потребна е итна реакција, затоа што времето поминува и ризиците се зголемуваат.